на сите и добре дојдовте на мојот канал. Знам дека ме немаше долго време, веќе неколку недели немам направено видео, немам постирано видео на YouTube каналот, освен на видео што го постирав за физика на тагата. Се надевам го гледавте, она видео што е во соработка со Europe House Скопје. Знам, имав некои обврски, морав да ги завршам, сега сум послободен и се надевам ќе можам да правам почесто рецензии. Ви благодарам за поддршката, ви благодарам и за трпението. Ако случајно сте дошле до ова видео, не ме следите на Facebook како читачот, заследете ме на Facebook ако сте таму како читачот, мислам и на Instagram може да ме најдете како читачот и може да стиснете subscribe на каналот ако ви се допаѓаат овие видеа и би ми значило ако некојаш ги споделите со вашите пријатели и едноставно ги поканите да ме следат, зашто што е многу супер да ја споделиме љубовта за книгите и за читањето. Океј, за тоа. Пред неколку недели се случи нешто многу убаво на книжевната сцена и во контекст на преводната литература. Значи излезе една збирка раскази од една американска писателка која што многу ми се допаѓа и која што е многу важна американска писателка по име Фланери О'Конор. Излезе збирка нејзини раскази за прв пат на македонски и за мене лично тоа е голем настан. Значи тоа е збирката Тешко ќе најдеш добар човек од Фланери О'Конор. На англиски A Good Man is Hard to Find. Ова е издание на издавачката куќа Темплум и во со одличен превод од англиски на Румена Божаровска. Мислам дека Румена затоа што Фланери О'Конор живеела на југот на Америка, во Џорџија, и кога пишува со тој сленг, јужњачки сленг и не е лесно да се преведува, меѓутоа мислам дека Румена направила одлична работа и направила многу убав баланс и звучи одлично на македонски, иако знам дека не било лесно да се преведува Фланери О'Конор. Значи, Фланери О'Конор е родена во Савана, Џорџија во 1925 година, неколку збора за неа. И иако има издадено само 2 збирки раскази и 2 романи, има стекнато со статус за како една од најдобрите американски писателки и општо писатели, автори. Има напишано 2 романи, едниот е Wise Blood, а другиот е, морам да се подсетам, The Violent Buried Away, постхумно објавен, морам да се подсетам затоа што не и ги кажувам на англиски затоа што не знам како би биле преведени на македонски. И има 2 збирки раскази, значи оваа Тешко ќе најдеш добар човек, A Good Man is Hard to Find, и Everything на англиски Everything That Rises Must Converge. Исто таа е постхумно објавена. И има една збирка кој што имам јас читано нејзини раскази од таа збирка, кој што ги нема овде, а тоа се собраните раскази нејзини и таму ги има расказите, овие 10 раскази од тука од другата збирка и има уште екстра раскази кои што никогаш не биле објавени во книга, биле во списанија објавувани. Значи, иако нејзиното тврство не е обемно, таа е сепак многу важна писателка. Значи, и се смета дека припаѓа на оној стил, книжевен стил американски, наречен јужна готика. Не еден од најпознатите во тој, што може да го знаете писател во тој стил е, например, Вилијам Фокнер. Фланери О'Конор е родена во Џорџија, меѓутоа подоцна заминува од дома, оди да студира социологија и книжевност, решава да биде писателка, исто така престојува на универзитетот во Ајова, нели, таа работилница за писатели, влегува во тој свет, почнува да пишува, меѓутоа некаде во своите доцни 20 години од животот се разболува со лупус. Тоа е една сериозна болест која што исто нејзиниот татко ја имал и последните некои си 12-13 години од нејзиниот живот се тешки години и таа за жал умира прерано на 38 години, повторно се враќа во Џорџија и таму живее, кога може патува, држи предавања, пишува, меѓутоа воопшто на нејзиниот живот не е лесен. Што ја прави посебно Фланери О'Конор и што е карактеристично за нејзиниот стил на пишување? Таа го користи, има неколку збора со кои би можеле да го опишеме нејзиниот стил. Гротескното го користи, хумористичното, хуморот, насилството, насилната промена на некои ситуации или убиството на некои од главните ликови кои што се појавуваат во нејзините романи. Она што е друго исто така присутно во нејзиното пишување, може би да се рефлектира нејзината состојба во последните години од животот, меѓутоа таа често во нејзините романи има луѓе кои што се со некаков хендикеп или некаква физичка попреченост. Например, има човек кој што има само една рака,
или на девојка која што е доктор по филозофија, живее со незината мајка на фарма, а има вештачка нога. И значи тоа е присутно, значи има гротескни ликови во незиното пишување, во незините раскази, меѓутоа Фланери О'Конор намерно го користи тоа, значи со одредена цел, затоа што таа смета дека луѓето се како слепи или и глуви и едноставно некогаш помага само тоа гротескно, тоа насилно кога ќе влезе, кога ќе се соочиме со некаква ситуација да не разбуди за нешто, за некаков проблем, за некаква ситуација. И тоа често го има во незините раскази. Некои ја критикувале дека премногу се брутални, насилни, не би рекол јас. И меѓутоа таа не се согласувала со тоа и сметала дека токму тоа, дека гротескното и насилството и хуморот може да одиграат одредена улога. Значи, она што е интересно што тука во овие има 10 раскази, има секакви ликови и првиот всушност збирката го носи името на тој расказ. Првиот расказ тешко ќе најдеш добар човек е. Јас додека го читав беше буквално како буквално една тупаница, буквално шокантен расказ. Тој е еден од незините најпознати раскази, го има во многу антологии за раскази и ставно кој ќе го прочитате, ќе сватите која е моќта на незиното раскажување. Другите раскази можеби не се толку на англиски in your face, не се толку директни и брутални, меѓутоа се особено важни. И сега има нешто што прави да стилот на Фланери О'Конор не може да се прераскаже и мора да се чита. Зошто? Затоа што може да прочитаме расказ и да видиме она големата слика и има одредени ликови, одредени настани. Меѓутоа само кога ќе ја читате, ќе ги видите нијансите, ќе ги видите финесите во психологијата на тие ликови. И, например, една тема која што се повторува во незините раскази се одредени ликови кои што се само праведни, кои што сметат дека се супериорни или дека само нив им е тешко и така натаму. И се додека нешто не се случи, нешто силно, некогаш брутално, некогаш не толку брутално, за да добијат некакво просветление, да доживеат некоја епифанија и да доживеат просветление. Има, например, еден од најдобрите раскази се нарекува Вештачкото црнчиште, и каде што еден дедо почнува бавно од едно мало местенце до едно мало село. Дедото и внукот ќе одат во Атланта, затоа што сака дедото да му покаже на внукот дека таму ништо не чини и дека нема потреба да иде таму. Дедото е само праведен, само бендисан. Внукот тврдоглав мисла дека знае се и одат низ тие улици на Атланта, се додека одат низ тие мала, се додека не се загубат и дојдат во едно црнечко мало каде што има еден контраст меѓу белите мала и сите тие предрасуди и дедово сака да му покаже црнчиште. Јас ќе ти покажам сега да видиш како изгледаат тие, да го згрози детево, а детево ќе биде соочено кога им треба помош, ќе биде соочено со една жена. Ево ви давам еден фрагмент од незините раскази, една жена која што едноставно најпријатно и најблаго ќе му помогне и ќе му даде насока како да излезе од таму. И всушност детето ќе свати дека ова не се никакви зли или не знам какви луѓе, дека тоа се сепак луѓе. И меѓутоа преку некаков пресврт на крај всушност дедото ќе доживее некакво просветление, ќе доживее милоста или благодата. И тие се важни теми затоа што Фланери О'Конор целиот нејзин живот била посветен католик и верата ја била важна. Иако живеела на протестантскиот југ, нели, во тој библиски појас, Bible Belt, каде што доминантно е протестантско население, нели, кој што има одредени сваќања за тоа како функционира верата и црквата и така натаму. И често таа ги зема главните ликови се всушност одредени протестанти со одредени стереотипни сваќања кои што ќе им се случи нешто да сватат дека Божјата милост е многу поголема и дека нивната самоправедност е всушност ништо, дека тие самите по себе не се толку добри како што си замислуваат. Или има во неколку раскази има жена која што поседува имот и има вработени таму. И како односот меѓу тој Румено го спомнува тука во поговорот, односот меѓу
господарката, да речеме, или на собственичката на имотот и наемниците. Каков е тој однос, се додека не направи нешто Фланери во таа ситуација за да едноставно се свртат работите и да сепак во најголем број од незините раскази постои некакво просветление. Не морална поука. Фланери сметала дека не треба писател кога пишува да многу јасно ги дава тие морални поуки. Меѓутоа она на суптилен или не толку суптилен начин ги прави ликовите да се сретнат на насилен или ненасилен начин, да доживеат некаква средба која што ќе направи да разберат Божјата милост или својата недоволност или само праведноста да ја разобличи. И тоа постојано се провлекува во незините раскази. Јас лично топло ви ја препорачувам оваа збирка раскази и сметам дека треба да се запознаете со оваа писателка. Може уште многу да се зборува за неа, јас повторно ќе планирам да ја препрочитам оваа збирка. Значи, незините ликови, незините ситуации се од американскиот југ, од мали некои селца или градчиња, па и добри во поголемите градови во Америка, полна со разобличување на предрасудите кои што луѓето ги имаат, белците спрема црнците, општо сиромашни, богати, луѓе кои што сметаат дека се паметни, па на крај ќе бидат изиграни, например како таа девојка која што и тоа е еден од и убавото е што кога ќе го завршите расказот, некои од тие раскази ве оставаат со не само прашања, туку со оние дилеми, она тензија. Например, на девојка која што смета дека е само доволна, која што има која што не верува во Бог, има докторат по филозофија и нели на некој начин е некој нихилист и смета дека тоа се е глупост, за на крај да свати дека и не е толку паметна затоа што ќе биде измамен од еден обичен продавач на книги, на Библии, кој што е всушност измамник и ќе во целосна ситуација ќе ја измами. И на крај ве остава со чувство, и тоа е животот. Тоа е животот, кога си мисли некој дека е нешто, на крај всушност сваќа преку одредена средба дека па може работите и не биле баш такви како што тој или таа си мислеле. Океј, не знам дали можеби на некој нема да му се допаднат овие раскази и стилот на Фланери О'Конор. Мене ми се допаѓа и ви ја препорачувам. И значи толку за ова видео. Тешко ќе најдеш добар човек од Фланери О'Конор. Голем настан за мене, прв пат на македонски. Тука ве поздравувам и завршувам со ова видео и се гледаме со наредна рецензија. Поздрав од мене и чао.